Екипата на МЗТ Скопје има 22% успешност за 3 поени, 2 од 9, 46% успешност работнички, кој запиша 7 тројки од 15 шута, за 2 поени, 60% успешност МЗТ Скопје, 14 од 23, 13 од 20 има екипата на работнички, кој првиот дел го заврши со 23 скока, МЗТ Скопје со 11, тимски 7 асистенции, 12 за работнички. Почитувани по вообичаената пауза, остануваат нешто помалку од 15 минути, се разбира. Се враќаме со коментар на мечот од салата Независна Македонија во Скопската населба Кисела Вода, дербито на 15-тото коло МЗТ Скопје работнички, 40-50 работнички во два наврати имаше плюс 15 на мечот, последен пат 32-47. Дел од поинтересните моменти од третиот период, во кој во финишот работнички има плюс 19, а потоа со двојката на Баковиќ 59-76, 17 плюс има екипата на работнички во пресрет на последниот период, третиот со 26-19 во корист на гостите, и во составот на победникот беше Декози со 23 поени, 20 запиша Ѓуровски, 19 Трајс. Во составот на МЗТ Скопје најефикасен на мечот Танасковиќ со 26 поени, 18 за своето име запиша Војдан Стојановски, додека по 15 Дамјан Стојановски и Ворку за МЗТ Скопје. Втор пораз во низа, петта победа за работнички во низа во домашното првенство. Почитувани љубители на кошарката, благодарам за вниманието. Јас сум Бранко Илиевски, бе ваш коментатор на надпреварот од дербито во 15-тото коло МЗТ Скопје работнички, 91-95 конечен резултат. Пријатно!